малку. Добро, сакам тоа дека Иван конечно се кажа што беше најинтересно. Само те молам да не пеам. нема да ме мачам. Кажи ми, освен што ќе ти фалат комшиките здрави ако влезеш во реалното шоу, ќе ти фали и куќето ако добро прочитав. Зошто на пример како си го замислуваш ти животот под камери? Под камери, значи дали си спремен на тоа да влезеш во реално шоу каде што ќе бидеш под лупа на публиката што е на... Не би ми представувал никаков проблем. Да, значи спремен си. Прочитав дека ќе биде интересно дека ако победиш, значи дека ќе бидеш среќен што слабна личност ќе ги поправа компјутерите на оние кои што се расипа. Добро. Кажи ми што не посакуваш да ти се деси во куќата? Има ли нешто што... Па да. Значи, да не се скарам со никој од колегите, како да ги наречам, значи со кукниците. Цимерите, да. Цимерите, да. Тоа најмногу би го мразел, значи да дојдам у конфликт со некој. Бидејќи имам гледам да те изнервира кај некој. Па многу тешко мене може некој да ме изнервира, искрено. Значи, доста сталожен. Да, може да се лутам само 5 минути или... Јас ќе ти кажам дека иако тоа така е лесно на збор, дека ќе добиеш такви моменти, ако здраве Боже влезеш, бидејќи да бидеш затворен со луѓе кои што не ги познаваш, нема да ти биде лесно и ќе најдат можеби ќе најдеш некоја грешка. Да. Но ако велиш дека не може да ти изнервира ништо, ајде ќе видиме здраве ако влезеш. Јас те препуштам понатаму. Во област на шоу бизнисот, слушај го се, Аце вели дека пее во клубови низ Македонија. Нешто да го истестираме да видиме како иде, може? Може, ајде замисли дека си во некој клуб, сега нешто така за душа. Ајде. Чекај, извини вака, може да се мешам. Рече дека има своја песна, така? Да, има моја песна, но да пееш примерно твојата песна. Не, може да е проверена таа песна на некој друго место. Добро, договорено. Нешто од твоите тезгарски песни е вака што е. Ајде едно кратко рефренче. Ајде, рефренче. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е, малку е. Ајде, не сме додени денеска. Колку често пееш во клубови? Па, во неделата имаме, ние ги каме тезги наречени на чуштане, по една-две во неделата ги имам, значи во Скопје, во надвор од Скопје. Добро. А што пееш? Па, повеќе сум, значи, забавно, јурок, такви некои. Значи, турбофолк не моментално. А ако некој ти застане на врат и вика, запеј ми нешто што дае. Дај бакшиш. Так. Кажи ми, јас, извини Иван, што те земам предот. Дали мислиш дека ова реално шоу ќе ти помогне, можеби и дали потаено се надеваш дека со оглед на тоа дека се занимаваш со музика, можеби непрофесионално, дека ова ќе ти помогне да публиката те запозна во такво светло па да искористиш нешто. Да. Значи целта ти е плюс... Мислам дека и тоа може да успе. Да. Поради тоа што ќе се наоѓам под надзор на камери секојдневно и ради тоа, нема. Добро. Колку време беше во Америка? Еве напишал дека си понекогаш избувлив. Што ќе се случи во куќата ако некој ти згазне на жившо? Значи, побечен, да, сум таков, ама гледам да одбегнам таква ситуација. Значи, стрплив сум све, значи некако ме провоцира, го игнорирам. Еднаш, два пати, три пати. Сега више ако 5 пати ако те провоцира. 5 пати ако треба, да. Више ако почне, значи она ептен да провоцира, тоа стварно може на моменти да бидам избувлив. Дали ќе ти не остасува Лука здравје ако не куќата? Лука? Да. Највише на свет. Ај сега кога сме веќе у фамилијата, кажи ми зошто вика кога последен пат се случило да удрите некако, да, мажот ми го гаѓав со што ми дојде при рака, зошто? И што било тоа? При рака што било? Па кој ќе ми изнервира некој момент, детал. Што те нервира? Љубоморна си? Многу. Да? Те нервира во однос на љубомората? Во љубомората, да. Многу ме нервира пример кога ќе му се обраќам за нешто, тоа е на Facebook. Аха. И неам далинско да те гаѓам. И се дешава пример на лаптоп и далинското цак. Така се дешава. Дали имаш проблем со комуникација? Кажи ми, каква си кога ќе ти пукне филмот? Еве, тука си напишала кога ќе ти пукне филмот. Каква си, што ќе направиш? Трпам, значи имам трпение, трпам. И ништо, ми пука филмот, си кажувам тоа што треба да го кажам и крај. Добро. Значи не навредувам нешто така да експлодирам, вау. вау. Боксеви.
Не боксови сум и агресивна, остало. нешто насилна така, не, никако безопасна си. Ако победиш, дали ќе сакаш да искористиш нешто со тоа за популарност или имаш некои други афинитети или сепак речениците ќе останат твои? И она што си своја сегаш во моментот што го работиш. Еве победуваш. Останам тоа што сум. Да. Да, ќе си продолжам со А што работата ако ја што си бидеш ја работам. популарна и Волам популарна, воопшто не ни сакам нешто така. Добро. Епа, Мирјана, Ајде, што има Жилба? Па кажи ти, ајде, кој сакаш, јас викам. Сношти сакам да те Видам, ајде плюс. ајде! Сношти Запет. сакам да ти дојдам на таја сладка вечера, на тоа вино црвено, абре будало. Добро. Кажи ми, убаво запеавме, дали професионално се занимавате во областта на шоу бизнисот? Па имав можност, ме нудија и во телевизија Кумановска, значи таму имав што желба затоа што моите другари најдобри, од сега во овој момент ги поздравувам, тоа се Куманија групава што е хумористичка. Мислам тоа ми се најдобри другари, така да они има голема желба да бидам со нив дел од емисија. Меѓутоа не може ради причина што бев активен старешина работев, така да не може паралелно да се бавам со шоу бизнис. А и ето, мислам дека моментално што работам работа е повеќе од шоу бизнис, пошто менаџерство, презентации, обуки, тоа е исто бизнис. Зошто си го врегал командантот? А не знам, командант, ја не сум го толку вредел колку што он можеби, ет, не знам, сега тоа е малце друга приказка затоа што очекував можеби многу повеќе него што ова. Јане беше така. Јане работел во Ѓорче, таму додека бев старешина во Ѓорче, исто само што он бил како војник. Да, не знам само која година си бил? 2003, до 2006 работев. Значи знам добро за десура и тоа. Сега што беше работа? Работа беше затоа што мислев дека сигурно имав и мои грешки, меѓутоа не постигнав она што имав желба, зашто се вратив во Македонија да работам. Мислам работев порано да Али оставив, битно така. сакаш да бидеш председател, тоа е. Па слушајте, кога ми поставивте таму прашање, пишуваше во организација ако сте што може да биде од вас. Ја реков она што е реално. Значи зошто ако можам да стојам пред маса од 5000 луѓе и да држам говор, тогаш од 50 луѓе или 10-15 уште помалку ќе ми биде. Мислам, значи реално не мислам да бидам портир. Ако нешто сум се нафатил да работам, тогаш или председател, или покојник, или покојник. Друго нема.